Во друштво на најблиските пријатели и соработници, Андреј Миски го промовираше видеозаписот за нумерата Празно место. Ова видео остварување се снимаше на повеќе локации во Берово, а покрај Андреј главни улоги ги има Тамара Сачкарска, Новица Печински и Бранислав Радински. Јас сум средношколка во 4-та година, учам во Велес средно стручно општинско училиште Димитре Чуковски, медицинско. Поточно јас сум физиотерапевски техничар, конкретно со ништо не се занимавам, но имам направено неколку фотосесии и неколку модни реви, тоест две, под менторство, односно под дизајнерката Наталија Поповска, која има прекрасни дизајни. Значи јас сум дипломиран економист, сега сум на постдипломски студии, така да значи уште учам и сакам да постигнам нешто од мојата бранша, мојата струка што во животот. Тренирав во локалниот клуб во Берово, ФК Малеш. Потоа се преселив на студии во Скопје, така да во Скопје пробав во некои клубови каде што тренирав и така беше се успешно. Соработката со Андреј Миски се случи чисто случајно. Палешевијата пред се, значи, нуди големи пријателства. Многу мало место сме, така да, значи, овде сите се знаат. Пред се, пријателството се случуваат на улица, значи, во кафич, во кафана, во дискотека. Добивме некои понуди со мојот другар. Не можевме да ги одбиеме понудите, така да се беше супер и мислам дека испадна стварно перфектно. Имам глумено во две представи во Велес, за кои се покажа доста голем интерес и се надам дека ќе имам и други прилики во кои ќе видам нели како глумица. Не може да се каже, значи, некој многу големо искуство, имам добрни точки со медиумите, али бев 2 месеци присутен, значи, во една наша медиумска телевизија. Имам некој искуство, првобитно искуство, али е сепак значено, така да, може одговорам да дека имам искуство. Тоа е моје прво искуство, се надевам дека нема да биде последно. Ова ми е прв пат да бидам главна улога во видеоспот и ми е прв видеоспот и се надевам дека ќе има уште многу такви. Беровските убавини немаше да доминираат, а лицата на учесниците да блескаат, доколку снимачката позиција не ја завземеше Зоран Двојаковски. Значи, финишот на спотот беше, значи, феноменален. Цело сценарио на Андреј Миски, значи, беше феноменално. Заедно со Зоки камерманот Двојаковски, значи, беше феноменално све изведено. Како еден од актерите во спотот, значи, не можам да кажам моето видување. Се надеваме позитивни резултати сигурно. Се на се маестрална изработка, а Андреј креативноста за сценариото и за целокупната прекрасна изработка изгледа дека има добиено од приновата која му го просветли животот. Ја го работев спотот 6-8 часа, инаку се снимаше за еден ден и јас сум презадоволен. Од каде е ваква инспирација за ваква љубовна приказка? Од каде? Па не мора да значи дека има инспирација за љубовна приказна. Тоа си иде само по себе. Гледаш некој филм, ти доаѓа идеја, слушаш некој мове, ти доаѓа идеја и така. И јас собирам од секојдневниот живот идеи и го пренесувам тоа у песна. Не знам, сите мислат дека сите песни што ми сите имаат некоја причина дека се направени. Тоа не е точно. Потоа се снимаше на Аурора во Берово, ресторан Мрз во Берово, на Чиплакова колива. Мислам дека тоа се најубавите места во Берово. Има уште убави места во Берово, ама ги оставив за наредните спотови. Нема да се во еден спот да го склопиме. Од 5 спота ќе направиме еден со најубавите места во Малешевијата. Ова се коментарите од оние кои присуствуваа на видеопромоцијата Празно место на Андреј Миски, која се одржа во четвртокот во кафе Корзо во Берово. Одлично, искрено тоа и го очекував од Миске, знаејќи го каква амбициозна личност е. Се надевам во иднина ќе продолжи со снимањето и повеќе успеси. Спотот на Андреј Миске беше навистина многу убав. Ми се допадна целата приказка што беше во спотот и местото, локациите, каде што е снимен спотот.
И се е навистина супер и нормално што се очекува од него, освен да биде стварно добро обработена. И што повеќе да се каже, освен задолжително да го погледнете видеото, веќе споделено на YouTube каналот и социјалните мрежи. Поздрав до Корзо кафе, поздрав до Аурора и голем поздрав до ресторан Марс. Значи тие се главни виновници во спотот. Ноќниот живот во Берово беше збогатен со фантастична агенда за престојниот викенд. Во петок во Корзо кафе беа незаменливите акустик бенд од Кочани, а во сабота свој настап имаше еден од најдобрите диџеи во Берово, диџеј Дидо. Во Сити Паб саботата беше резервирана за еден од најдобрите вокали во Република Македонија, Наталија и Данчо, кои ги познаваме од X Factor, каде имаеше забележителен настап. Можеби кулминација доживеа Берово во саботата, кога во лајв клуб се појави еден од најпознатите бендови во Берово и пошироко што постоел. После 30 години своја промоција имаше бендот Земјотрес, кој после 30 години во Берово можеме да кажеме дека рок-н-ролот не е мртов. Почнува по старите стапки, како што кажа легендата на рок-н-ролот во Берово Ванчо Рашковски.